И во четвртата рунда екипата на Стиво доживеа пораз, откако на домашен терен загуби од Вардар со резултат од 20-33. Од меч кој се играше во спортската сала Тош Арсово Штип, Вардар дојде до прв триумф во плейофот, а пака Стиво го впише четвртиот пораз и останува единствениот тим во плейофот кој нема триумф, но нема ниту бодови. На почетокот од мечот се играше гол за гол, а потоа Вардар ќе направи серија кога при 4-7 започна да ја зголемуваат разликата, а на полувреме стигна до 8-17. Во втори дел Стиво беше подобар по лошото прво полувреме, но во втори дел Вардар само го потврди триумфот со конечни 20-33. Сосем очекуван искусната Маријанчео беше најдобар стрелец во таборот на Стиво со 9 реализации, воедно беше и најдобар на самата средба. А кај Вардар се истакна Леона Миленковска со 6 гола, а ја следеше Смина Попова со 5. Шампионот Ѓорче Петров не виде мака против Куманово и дојде до нов триумф, а со тоа сега 8 на врвот од табелата. Над преворот заврши со 28-19, откако Куманово немаше сили за цел меч, со добро прво полувреме кое заврши со 13-11. Анастасија Николовска Ѓорче Петров беше најдобар со 8 гола, а пак кај Куманово се истекна Сузана Зечевик со 6 погодоци. Во дербито на колото Чаер славеше против Металург автокоманда со пресврт од 32-30, откако на полувреме гостинот имаше предност од 16-17. Ниту 14 погодоци на Марија Јанкуловска не беа доволни за триумф на Металург автокоманда, а пак кај домашниот тим со 8 гола се истакна Стефанија Ѓоргиевска. Ѓорче Петров е прв со 9 бода, Чаер е втор со 7, а толку има Металург автокоманда кој сега е трет. Вардар е четврти со 3 бода, Куманово пети со 1 бод, а дното, односно шестија Стиво Штип без бодови.